Нема промени во врвот на табелата во втората македонска фудбалска лига. 25-тото коло не направи речиси никакви промени. Останува како што беше и претходно, а фаворитот игра според планот. Практично ова рунда не донесе изненадување. Брегалница го доби дербито во Радовиш каде со 0-1 славеше над Детони Плачковица. Благодарение на голот на Бојан Рајков со што Штипени го продолжуваат патот кон прва лига, односно остануваат на врвот со 56 бодови. Зад сините се Охрид, Скопје и Шкендија Рачино со по 56 бодови, односно конкурентите на Брегалница имаат високи победи. Охрид со 6-1 ја доби преспас, Скопје со 7-0 славеше над Саса, пак Шкендија Рачино со 5-0 ја доби победа. Стрелецот на победничкиот гол во Радовиш Бојан Рајков за НЕТ телевизија истакна дека чекор по чекор одат кон целта и се надева дека на крај заедно ќе го проследат влезот во прва лига, што е цел на Брегалница оваа сезона. Огромна победа тука во Радовиш на тешкиот терен. Огромни 3 бода и чекор поблиску до прва лига. Огромна подршка имавме од публиката која што дојде во голем број од Штип. Фала им на навивачката група и на сите навивачи. Оваа победа е за нив. И тоа е тоа, се надеваме сите на прва лига да се радуваме сите заедно. Единствениот меч без погодици беше тој во Струмица, каде Беласици и Кожев одиграа 0-0, а тоа значи дека Беласиец останува пета со 49 бодови, Осогово кој го доби Тетекс на домашен терен со 2-1 се врати на 6-тото место и сега отворено го напаѓа 5-тото место, со тоа што Жетварите имаат 47 бодови, а пак Радовишени сега се седми со 44 бодови. Новоци славеше со 1-2 над Големо Конјари и останува 8 со 43 бодови, 7 повеќе од Баразоната каде што е Кожев како 9 со 36 бодови, 10 е тимот на Тетекс со 33 бодови, а пак Саса на 11-тото место со 29 бодови. Во зоната за директно испаѓање нема промени. Вардар неготино сам се и пресуди и реши својата судбина да испадне во трета лига Југ, откако одигра 3-3 против Слоговиница, откако претходно тимот од Неготино испушти 2 гола предност. Екипата од Неготино на 12-тото место со 19 бодови, преспа е место подолу со 12 бодови, колку што има и Слоговиница која на 14-тото место. Победа предпоследен со 11 бодови, а надото е Големо Конјари со 7 бодови.